Председателе, почитуван председателе, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност и медиуми, денес зборуваме за финансиски извештај на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување во 2021 година. Денес сме 2023 година, па можевме ова и до година да го разгледуваме. Агенцијата е основана во 2002 година од страна на владата на Република Македонија. Агенцијата е основана заради вршење супервизија на работењето на пензиските друштва, пензиските фондови, а со крајна цел да ги заштити интересите на членовите на пензиските фондови, односно осигураниците. Со агенцијата денес раководи совет на експерти кои ги донесува финансиските извештаи. Агенцијата има својство на правно лице и за својата работа одговара пред Собранието на Република Македонија. Врши супервизија на пензиските друштва, пензиски фондови и на чуварите на имот, како и на нивните финансиски извештаи во согласно со важечките закони и регулативата. Агенцијата подготвува и годишен извештај кој го поднесува во Собранието, како изготвува годишен извештај за состојбата во капитално финансирано пензиско осигурување. Раководството е одговорно за подготовката и објективното презентирање на финансиските извештаи во согласно со Законот за сметководство за непрофитни организации. Ова одговорност вклучува креирање, имплементирање и одржување на контрола која е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали тоа е резултат на измама, грешка, избирање и примена на сметководствени политики, како и правење сметководствени проценки кои што се разумни во дадени околности. Според извештајот за работата на агенцијата, вкупните приходи се 85.490.510 денари. Најмногу приходи во 2021 година биле остварени врз основа на приходи на надоместоци и тоа 84.856. Во 2021 година агенцијата остварила и приход од продажба на моторно возило Opel Astra во собственост на агенцијата. Приходите на агенцијата во 2021 година бележат пораст од 5% во споредба со претходната година, и тоа заради зголемување на бројот на членови за пораст на членови во вториот и третиот пензиски столб, од чии уплати се наплатува 0,8%, како и надоместок за агенцијата и зголемување на просечната бруто плата. Она што ми падна во очи врз основа на овој финансиски извештај е следното. Потрошени материјали имаме зголемување, уствари во расходите имаме зголемување во сите ставки каде што домакински работите, како што се горивата заради зголемување на акцизата, струјата заради домакинското менаџирање со енергетскиот сектор во државата и се заради инфлацијата, сите трошоци, односно расходи се зголемени. Значи, потрошени материјали 380.064, а биле 326.000 во 2020 година, и тоа заради зголемување на горивото, односно акцизата која што ја зголемивте. Во 2020 било 206.791, во 2021 253.432. Исто има зголемување на оваа ставка од 78.000 на 91.060 заради покачување на цената на тонерите, ситен инвентар и така натаму. Потрошена енергија во 2020 година ставката е 814.413, а во 2021 година 1.126.313 денари.
Значи, електричната енергија бележи зголемување на расходите, па замислете колкава ќе биде оваа ставка во 2023 година заради уште поголемата цена на електричната енергија, па ќе кажам, заради домакинското менаџирање со енергетскиот систем. Замислете, блок 3 во Битола имало хаварија, тоа не е хаварија, туку затнате блок 3 заради тоа што користеле во рек Битола јаглен измешан со мазут, цел се натоложил како асфалт врз блок 3 и работи пумпа која што мора да го лади блок 3, која што троши огромни суми на електрична енергија се трошат за тоа ладење. Кој ќе одговара, дали тоа еден ден ќе одговара за сите овие хаварии и сите овие неработења во рек Битола, ќе покаже времето. Понатаму имаме зголемување на други услуги од 5.606.000 на 6.060.849 денари. Во оваа категорија влегуваат поштенски услуги, фиксна телефонија, услуги за копир, печатење, чистење на простори, значи и тука е вредноста зголемена заради сигурна сум покачување на цените. Превозни и транспортни услуги од 14.736 се зголемени на 93.466 денари, значи тука имаме евидентно зголемување на расходите. Остварувањата на претходната година поради транспортни услуги на мебел и опрема за време на реновирање на просториите на агенцијата, а исто така направени такси услуги, а сите знаеме дека и такси превозот е зголемен за вработените во агенцијата. Друга интересна ставка, издатоци за информирање на јавноста и репрезентација, 90 милиони евра е зголемена оваа ставка во однос на 2020 година. Значи, тука спаѓаат издатоци за репрезентација, бифе на агенцијата, службени одбележувања на настани, значи кои се зголемени за 65.407 денари во однос на претходната година, и издатоци за информирање на јавноста кои се значително зголемени во однос на претходната година. Овие расходи биле предвидени со цел членовите на пензиските фондови да бидат подобро информирани за своите права, со таа цел одбележан е Ден за пензиска свесност, кој беше организиран на меѓународно ниво. Имаме премии за осигурување, зголемување на 105.160 денари, тоа е заради осигурување на имот на возила и имот на вработени од незгоди. Имаме уште една ставка интелектуални и други услуги од 2.557.000 на 3.827.000 денари, значи има значително отстапување. Овие расходи се поврзани со надоместок за надворешни членови на Совет на експерти, преводи, обуки за стручно усовршување, учество на семинари, конференции на вработени. Останати други услуги во 2020 биле 79.000, сега се 148.587 денари, тоа се огласи за јавни набавки и објави во весници. Средства за градежни објекти на 1.081.000, колку што знам јас беше ковид пандемија и пишува дека тука сте имале изградба, реконструкција и адаптација. Сега повторно имаме други капитални средства. Ако во 2020 сте потрошиле 5 милиони за софтвер, повторно во 2021 7 милиони повторно за софтвер, лиценци, канцелариски мебел
И уште нешто, даноци и придонеси кои што исто така се зголемени во однос на 2020 година. Сите зголемувања се благодарение на инфлацијата, односно благодарение на раководството на СДСМ и ДУИ. Благодарам.